Почитувани, сведоци и вмешани во случајот Рекет 2 или така наречениот случај Меѓународен сојуз откриваат поврзаност на Мила Царовска со настаните и случувањата на таа невладина организација преку која се перени пари и се уценувани бизнисмени. Мила Царовска му праќала луѓе на Бојан Јовановски Боки 13 за неговата невладина организација Меѓународен сојуз и ова го изјави лично Лилјана Тодоровска, жената која е автор на проектот за старски домови, а на која подоцна и биле префрлени 750.000 евра кои ги изваделе од сметка и ги дава на Јовановски. Тие 750.000 евра се рекет кој го извршил Бојан Јовановски врз бизнисменот Силјан Мицевски. Тој на судењето лани кажа дека неговиот договор со ГП Пелистер не паднал од небо, туку бил преку посредници. Тој кажа дека Мила Царовска ја донесе Лилјана Тодоровска, која е автор на проектот за старски домови, но и дека имал и прием и поддршка од Зоран Заев и од Оливер Спасовски. После ова сведочење на Бојан Јовановски, Царовска се закани со тужба за клевета. Таа беше со став дека не ја познава Тодоровска, но една година подоцна нема тужба за клевета, а изјавата на Бојан Јовановски дека Мила Царовска му праќала луѓе ја потврди и Лилјана Тодоровска. Тодоровска во сведочењето пред судот кажа дека лично Мила Царовска ја упатила кај Бојан Јовановски. Таа ми посочи ден, место и време кога ќе се основа Меѓународниот сојуз. Местото беше во МСУ лето 2017 година. Симпатично бев изненадена од лицата кои присуствуваа. Тука се и запознав со Бојан Јовановски, Јасна Мандиќ и Кристина Блажевска, кажа таа пред судот. Со сведочењето на Тодоровска паѓаат во вода сите негирања на Царовска и се отвара ново и многу важно прашање, на кое Царовска треба да одговори каде и кога се видела со Лилјана Тодоровска, зошто ја испратила во невладината на Бојан Јовановски и дали претходно била договорена со истиот да му праќа луѓе. Доколку да, што содржи таквиот договор помеѓу Царовска и Јовановски, но и дали таа вршела влијание за на Меѓународниот сојуз да му бидат префрлени 750.000 евра од ГП Пелистер на Силјан Мицевски. Одговори веднаш, а одговорност ќе има наскоро. Ви благодарам на вниманието, повелете ако има прашање. До прес-центарот на ВМРО-ДПМН стигна едно прашање. Стојановски, ваш коментар во однос на минувањето на имињата на улиците во град Скопје. Видете, Петре Шилегов е градоначалник со промашени приоритети. Наместо да се фати за работи, да почне да гради булевари, улици, паркови, испадна дека број еден приоритет на Петре Шилегов му било промената на булеварот ВМРО, промената на мостови и улици кои што носат имења на Филип II Македонски, Тодор Александров, Васил Чакаларов и ред други дејци кои што имале вака се вграделе со особен интерес и со особено внимание во историјата на Република Македонија. Ова не би рекол дека идентитетско одбележување на градот, туку ова е еден хир на еден неуспешен градоначалник во заминување.